Го носи славното име од македонската историја. Символизира непокор и патриотизам. Илинден од пред некоја година е и на индустријската општина во Македонија. Какви ќе бидат придобивките за неа од членството на Македонија во Европската Унија? Што има Илинден да и понуди на Европа? Што им недостига на 15-тината илјади жители на Илинден за да бидат европска општина? Овие дилеми, почитувани гледачи, ќе ги отвориме денеска на 9-та станица од ЕУ караванот низ Македонија со денешните гости. Академскиот сликар Новица Трајковски, бизнисменот Огнен Оровчанец и градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. Господа, што ќе се смени во вашата општина кога за некое време, за некоја година, Македонија ќе стане членка на Европската Унија? Повелете, господине Трајковски. Јас ќе ви дадам еден одговор како сликар. Ние сите сликарите сакаме слободно небо, кај што можеме да ги расшириме своите крила со сиот свој сјај и да летаме во еден хоризонт кој што ќе ни дава исто така широки хоризонти и убави мисли и размислување. Тоа е мојата Македонија и така ја гледам во Европската Унија. Како птица излезена од кафез, кој ќе може слободно да ги расшири своите крила. Господин Оровчанец? Секако дека ќе донеси многу поголем ред, многу повеќе стандарди и секако на сите оние што се многу посветени, а што ги има безброј добри домаќини, ќе им донесе и добробит. Доколку ги прифатат тие стандарди, доколку одиме на онај балкански менталитет, за жал постепено ќе отпаѓаат. Сите оние што се спремни на една сериозна работа, им престои подобро утре, бидејќи европскиот пазар е голем. Тоа е за почеток. Птица со крилја излезена од кафез, стандарди, поголем ред. Господине Стојановски? Се создаваат нови можности, се отворат нови можности. Можностите нудат секако и подобра перспектива. Со искористување со сите тие нови можности, секако дека се подобруваат условите за живење на граѓаните и животниот стандард. Тоа е и нашата цел и определба како да искористиме можностите за да ги подобриме условите за живење на граѓаните, а подобрувањето на животниот стандард си носи нови придобивки. Ние како локална самоуправа, општината Илинден, сме подготвени да ги искористиме тие нови можности. Секако фондови, финансиски средства, зголемување на активностите во делот на сите сегменти на општественото живење во општината и секако дека на крајот придобивките се големи. Ја слушнавме вашата визија за Илинден општина во Европската Унија. Од следната анкета да чуеме колку жителите на оваа општина која обединува 12 населени места се чувствуваат европски кога се дома. Па мислам дека добро се живее. Ако знаеш да се снајдеш, да. Не живам, дали среден е доста добро. Веројатно имаат услови луѓето што живеат овде кој што гледам. Има условите се. Колку европски се живее тука во општина Илинден? Во општина Илинден? Па ја не сум од општина Илинден, не знам тачно како се живее, али како што гледам населбава е убаво уредена. Сами народов гледам си живеат убаво, мирно, се работаат, индустрија има. Што и недостасува на општината за да изгледа како европските општини? Само и фали одводот, ништо друго.
Мислам, може и други работи, а могат да спали. Канализација. Значи немаме фекалната вода каде се собира, не се собира тука водата. Инаку друго има, ако некој сака да работи, може да најде работа. Атмосферска канализација, тоа чув, нека фали. Можам да кажам слободно дека наша општина веќе станува како едно мало градче за нас младите. Сега за постарите не знам колку како им е животот подобар. За нас младите посебно е многу подобар затоа што имаме и културен дом каде што има разни манифестации, интересни работи за младите. Па една од подобрите општини е нашата. Градоначалниче, како ќе ја европеизирате општината без канализација и пречистителни станици? Со максимално искористување на можностите што се нудат од европските фондови, со и останати финансиски институции, со добро подготвени проекти, бидејќи фекалната канализација е на топ листата на приоритети за реализација. Ние веќе работиме на тој проблем. Еден сегмент е завршен, уште два се во фаза на завршување. Значи, остануваат да се продолжат активностите. Подготвени сме за да ги прифатиме сите можности што ги нудат европските фондови. И ќе продолжиме со тој дел. Значи, европеизацијата во општина Илинден, покрај останатите проекти што се зацртани за реализација, и овој проект веќе се гледа неговото движење, меѓутоа за тоа секако дека се потребни дополнителни силни инвестиции од страна за да се искористат и да може да го завршиме овој проект. Ние отпочнавме со овој проект кој што досега немаше воопшто канализација, значи канализационите системи што ги работиме, вклучувајќи и пречистителни станици, веќе се работат и во Илинден, и во Кадино, предходно беше санирано Европската унија ја помага урбанизацијата на општината и учествува и во други, финансира и други проекти. Колку вие како општина го ползувате кандидатскиот статус на Македонија и опциите што тој ни ги нуди на располагање? Да, ние имаме реализирано неколку проекти во рамки на програмите што ги предвидува Европската унија. Еден од проектите е токму во Домот на култура, каде што сега се наоѓаме. Добивме околу 210.000 евра во проектот награди на општините. Ние учествуваме со проектот Локален економски развој и ја освоивме наградата. Со неа добивме и финансиски средства. Понатаму, во делот на руралниот развој, имплементираме неколку проекти. Еден од нив е урбанизацијата, односно планирањето на просторот, изработка на детални урбанистички планови. Понатаму во патната инфраструктура се исто така два проекти и вкупната инвестиција е околу 400.000 евра, вклучувајќи ги и овие 200, значи понатаму работиме и на други сегменти кои што се подготвуваме. Сте аплицирале за повеќе, сте добиле само 400.000 или? Тоа се овие проекти што сега ни се отворија можностите, инаку во делот на пограничната соработка сега се отвори можноста со Косово, бидејќи ние сме во Скопскиот плански регион, така да ќе ги понудиме и тие наши проекти. Господин Овчанец, зошто ја избравте токму оваа општина да го водите својот бизнис овде и колку, кога станува збор за вашата дејност, работите функционираат европски? Видете, Агроунија е една од првите што препозна развојот на оваа општина. Ние имавме дирекција во центарот на градот, во Мавровка, меѓутоа се соочивме со бројни комунални проблеми, пред се паркирањето, и препознавме дека за одреден период на време ова ќе биде едно одлично место за работење. Иако живеам во центар, а овде предмалку се спомнавме дека сум по 18 часа дневно, и еден фрапантен развој што се случува. Значи, сите комунални проблеми, како што е автопатот, аеродромот, железничката станица, ние се на 3 до 5 минути од нашата дирекција. Имаме собствен паркинг, сите луѓе што во Мавровка не ни доаѓа од разни причини, овде
многу лесно не наоѓаат, а дејноста на нашата фирма е агробизнис. Значи, ние, нашите опити, работиме на создавање нови сорти пшеници, селекција и умножување, значи, местото нас ни е овде. Не на партизанска, таму нема опити, него овде, и само да се малце пофалиме, што е афирмација како за нашата фирма, така за општина Илинден и Македонија. Нашите сорти, што ги имаме 18, се врвни не во Македонија, него Балканот, и веќе се признати во Косово, во Србија, во тексе на признавање во Турција, така да и како е добро што сме ние како фирма овде. Овде и ние местото. А вашиот пример потоа го следа многу не само домашни, туку и странски компании, затоа ќе зборуваме подоцна. Почитувани гледачи, вие сте со 9-та станица од ЕУ Караванот низ Македонија, ја следите емисијата која се емитува во живо од Домот на културата во општина Илинден. Со нас во него се и група жители на општината кои не следат директно, ја следат емисијата во живо, ќе добијат шанса да постават прашање или да се огласат со свој коментар. А секако, почитувани гледачи, ве очекуваме и вас редовно во вашата редовна рубрика. Поставете прашања преку нашиот Facebook и Twitter профил ЕУ Караван низ Македонија. Господине Трајковски, кога би ја насликале општината денес и Илинден, општина во Европската Унија, по што би се разликувале двете слики? Дали само по боите, по нијансите или по содржината на сликата? Господ не случајно ме родил во Илинден и самото име кажува што значи тоа. Моја Македонија и Илинден имаат една богата историја, многу убави легенди, приказни, и за еден сликар е совршено место за живење и работење. Многу подобро, што би рекол Оровчанец, отколку во самиот град. Роден сум покрај црквата, поточно до црквата, посветена на светителите цар Константин и Елена. Секојдневно слушајќи ги камбаните, крштевките, свадбите и сите случувања и настани што се тука, се совршена инспирација за еден сликар. Што рековте, моето Илинден во Европа сега и понатака, наша Македонија одамна го има трасирано патот во Европа. Како сликар ќе ви кажам податоци, Ѓото Ди Бондоне преку со својата тајфа, преку сликарството во Нерези, 1164. Цели 200 години пред Европската ренесанса. Тука си и Курбиново, тука и митрополитот Јован од Зрзе. Сето тоа оди во функција и прилог на нас, уметниците, кои одамна сме не само во Европа, него воопшто во светското сликарство. Практично, Европската ренесанса почнува од кај нас, од Македонија. И тежината и убавината на нас како сликари е токму тука, да, како наследници на тоа, да продолжиме да одиме по тој пат. Значи, ние со нашето сликарство и со нашето творештво сме одамна во Европа. Не случајно преска кажав, како птици излезена од кафес. Конечно ќе можеме слободно да летаме и да го покажеме она што го имаме како наше наследство. Значи, разликата во двете слики би била во нијанси? Не би може да се каже, да, единствено во нијансите. Градоначалниче, дали во најсилен адут на општина Илинден е местоположбата која се наоѓа? Блиску до автопатот, блиску до аеродромот? Една од предусловите за добра инвестиција е местоположбата на општината и таа ја имаме. Тука се крстосуваат коридорите 8 и 10, тука е аеродромот Александар Велики. Понатаму останати предуслови за да дојде инвеститор е создавање на можности за да може тој веднаш да инвестира. Затоа добрата подготвеност на парцелите, добрите урбанистички планови, понатаму пристапот, патната инфраструктура, водата и електричната енергија се предусловите кои што ние ги нудиме, ги имаме. Исто така администрацијата, значи прифаќање на инвеститорот, негово следење, водење се до изградба на објектот е значајна карактеристика која што ние ја нудиме. Поволните услови за инвестирање, ниските цени, комуналиите за изградба на еден објект
е само 1,5 евро од метар квадратен, што значи ниска цена во целата инвестиција, скоро занемарлива цена, затоа што за изградба на 1000 квадрати производствен погон се само 1500 евра. И затоа тоа е она што го нудиме. Понатаму нудиме и целосно електронско прифаќање и давање на документите. Електронскиот катастар е кај во општината, не мора сега граѓаните и инвеститорите да одат во градот. И се она што значи брзо, едноставно работење и ефикасна администрација. Оршанец, кој е рецептот за добивање на европски пари и водење на успешен бизнис во Илинден? Освен оние 17-18 сати посветеност што ги спомнавте. Па не само овде, ќе кажам дека основен рецепт е постојаното учење. Постојаното учење, посветеност кон новите технологии, кон се она ново што е и актуелно во целиот свет. Така да сите оние што се спремни да ги усовршат техниките на добивање на предпристапните фондови и како може наше, да си кажеме, да се офајдат. Може да се аплицира преку македонски извори, значи преку ИПАРД, може да се оди директно преку предпристапните фондови на Европа. Ние уште пред 5-16 години, кога почнувавме со, или 17-18 веќе години, едни сме од првите овде што дојдовме, искористивме дел, нормално со доста голема камата, меѓутоа тоа беа извори на средства од Европска банка за обнова и развој. После тоа искористивме одредени, нормално со полн кредит си ги добивме и си ги вративме. После тоа искористивме одредени средства за нова машина што 6 операции ги прави при сеењето, која се исплаќа за година и пол дена, само на име на уштеда на бензин. Иако кошташе 36.000 евра, ние добивме за 50%. Такви има безброј фондови, има поголеми или помали пари. Меѓутоа, треба човек да се посвети, да учи и од каде, како да се информира. Не знаеме да побараме, да пополниме апликација, немаме доволно креативни идеи или пак европејците тешко даваат пари. Еве прашање и за вас и за граначан. Сето е тоа комбинирано, ние треба да се посветиме, да си ги научиме нашата лекција. Штом ќе си ја научиме нашата лекција, ако нешто ни следува, треба да се бориме и да си го земеме. Исто ќе биде и во Европа. Ние и денеска сме во Европа и тоа е една тема што никој мене не може да ми оспори како се чувствувам. Значи, ние сме си европејци и кој како сака може да каже или да не вреднува или да не вреднува. Никој тоа право ни може, ни ќе ни го земе. Значи, ние се друго. Та иста Европа треба да се гордеа што има ваква популација овде. Здрава средина, со здрави идеи, работливи, добри домаќини. Така да, ние сме во Европа, а самите граници, тоа е минорна работа. Идејата никој не може да ја ограничи. Ниједна граница, самиот збор граница е така, невкусен. Еден збор што ограничува и никој не го сака, да бидеме искрени. Така да границата ја поставиле некој што мислат дека ќе не ограничат. Не може да не ограничат. Еве денови е време на годишни одмори. Многу луѓе одат во Грција, таму се голем број. Нема тука политика и македонци на Халкидики, и те добро не дочекуваат и ние ќе им ја спасиме сезоната. На истите, тие се наши луѓе. Сајовски, во општинската администрација имате ли доволно стручни луѓе кои знаат да пополнат апликација, кои знаат да побараат? Имате ли доволно креативни идеи, продуцирате ли проекти? Имаме, да. Креативноста и иновативноста е наша определба и таа влече напред. На база на тоа и успеавме да реализираме некои проекти кои што многу значат не само за општината, туку се иновативен како пристап во севкупното работење во регионот. Може да го спомнам средното училиште, тоа е со нови технологии, иновативен пристап и грејење, ладење. Тоа е електротехничко со информатичко-комуникацијска технологија. Тоа се кадри кои што сега ќе го намалат јазот помеѓу поборувањата на пазарот на трудот и она што ние го нудиме. Затоа и пристапот со и подпишување на договори за соработка со голем број на компании кои што го имаме, значи дополнително во секторот, во
образованието еден брз развој, а тоа е определбата наша, значи преку образование и знаење да одиме напред и иновативни пристапи. Трековски, уметноста како бизнис или уметноста како сликарството како уметност или сликарството како бизнис? Што ве инспирира и задржува да останете да живеете во Илинден? Највеќе сликарството како љубов, радост на живеењето. Тоа е мојата дефиниција за сликарството и уметност. Иначе секако тоа и се живее. Се живее. Ако екзистенцијата се смета за бизнис, тогаш окей, но за мене самата екзистенција е формулацијата љубовта кон сликарството, кон уметност. Тоа би бил мојот одговор на прашањето. Илинден некогаш беше позната по јајцата во Белимбегово, денес е прочуена по индустриските зони и по автомобилските гиганти кои палат и гасат во автомобилската индустрија. Некогаш луѓето си заминуваа одовде да живеат во градот, денес се враќаат да почнат бизнис во Илинден. Има неколку основни и едно средно училиште и многу други предности кои се магнет за странските инвеститори. Лична карта на општина Илинден направи колегата Миле Ристевски. Далеку од градската Бучава и Метеш, но блиску до метрополата, на само 10 километри. Во рангот е на рурални општини, ами делува комплетно урбана. Убава, тивка, со дворови и соседство за кое многумина ќе знаат. Општина Илинден, некогаш позната како Белимбегово. Во себе обединува 12 населени места. Сите кој од кое поубаво. Овде ми се чини дека баш би можел да функционирам. Има од аптека до средно училиште. Значи нема што нема. Луѓе од градот се почесто се населуваат во Тивкиот, но работлив Илинден. Ние имаме еден проект, тоа е новата населба Јака, каде што имаме некаде околу 500 градежни парцели, кои што се наменети исклучително за изградба на куќи за стамбено живење. И досега имаме отуѓено околу 260 градежни парцели. Во моментов баш имаме објавено 15 градежни парцели кои што се во фаза на објава, каде што по електронско надавање се врши отуѓување на тие градежни парцели. Богдановски прифаќа дека инфраструктурата во општината треба да се подобри, но се работи на тоа. Се прават мали пречистителни станици за отпадни води, кои преку анкета на граѓаните ги посочиле како приоритет. Една е веќе готова, други две се градат. Целта е да се подобри квалитетот на живење на сите 17.000 жители на Илинден, а Европската унија и овде помага. За изработка на урбанистички планови на општината и се доделени 78.000 евра. За патот кон Миладиновци ИПАРТ програмата одделила над 260.000 евра, а пак овој културен дом изграден со 200.000 евра, награда која Унијата ја дала на Илинден за најдобар проект за развој на една рурална општина. И впечатливо, во општината Илинден речиси секое населено место има културен дом, кој е жив, функционален. И дека Илинден е привлечен говори примерот на младата професорка која од Пробиштип дошла со целото семејство да работи овде. Вели, има се за младо семејство. Заедно со моето семејство ја избрав на општина Илинден како место за живење, затоа што сметам дека пред се представува квалитетно место за живење, кое ги исполнува сите услови за нормален и здрав живот. Сега Илинден се развива во индустријска зона. Ги има дури 9 на нејзина територија со голем број фирми. И таман помислив дека нема живинарска фарма, некогаш синоним за Илинден, ја сретнав Маја Фалкони, хрватка која живее на релација Илинден-Америка. Сакала да се пензионира, но одличните услови за бизнис ја предомислиле. 20 години во Илинден и ја има најсовремената живинарска фарма. Затоа што сте на аутопат, затоа што имате перфектни влез за сите, како се каже? Транспорт? Да, тако е. И друго, врло лесно добивате дозвола за индустрија. Секој во својот филм. Кој на работа во градот или во фирма во општината, кој на нива. Се одгледува сончоглед, пченка, пченица, а во средината на Илинден мирно. Ќе повторам. Тивко. Брзото темпо на развивање на македонските општини носи свој предизвици. Овдека во општина Илинден
Забележливо е тоа што нема отпадоци. Се подига свеста на македонските граѓани околу еколошката култура. Во општина Илинден обстојува јавно предпријатие за комунална хигиена. Очигледно, добро си ја врши својата работа. Се чини општината Илинден цврсто гази. Се разбира, секогаш може подобро. Одличната карта на општина Илинден, видена низ објективот на нашата камера, се селиме на нашиот Facebook профил EU Караван из Македонија, каде веќе почнаа да пристигнуваат прашања за денешните гости. Да ги видиме првите прашања. Скоро секое населено место во Илинден има свој фудбалски клуб, дури има и клубови за боречки вештини. Зошто овие клубови никако да се пробијат во првата лига? Може да го одговори ова прашање и градоначалникот, но и академскиот сликар. Повелете. Да, имаме поголем број на фудбалски клубови. Тие играат во регионот и во третата лига. За жал не се успеа да се влезе во втора лига, иако бевме на прагот на сето тоа. Повеќе фактори влијаат. Да не инвестирате доволно во спортот? Не е во парите во спортот, е повеќе во ангажираноста, во единството, во тимската работа и тимската игра. Како напредок се гледа зголемување на бројот на фудбалски клубови и квалитетот ќе созрее секако дека ќе има напредок. Трекарски беа во Facebook прашањето спомнати и боречките вештини. Може би тамо има Илинден повеќе успех? Да, Илинден има многу добри представници на боречките вештини, кои се исто така и добри тренери. И се надевам дека Илинден ќе продолжи да чекори, што каже градоначалникот, со љубов кон спортот и посветеност. Да. Да одиме со следното прашање на нашиот Facebook профил. Вистина ли е дека кога ќе влеземе во Европската Унија ќе се ограничи количината на ракија што сами може да ја произведеме и дека нема да смееме да правиме зимница, например? Градоначалник ќе може ли да прават жителите на Илинден ајвари? Јас сум уведен дека ајварот можеме да го правиме, затоа што стилот и начинот на живење, традицијата на живење во општина Илинден е во семејни куќи, домаќинства со сопствени дворови, кои што секако дека запазувајќи ја екологијата и сите законски регулативи ги исполнуваат условите за производство на домашен ајвар, а секако дека и останати работи. Гледачката кога прашува за ограничување на количеството на ракија, на алкохол што може да се произведе во домашни услови. Мислам дека ограничување постои. Постои ограничување, меѓутоа сепак кај нас оној што сака да пече ракија, мислам дека има и собствени лозија, има и добри услови кои што може да добие лиценца за производство и со тоа, со лиценцата за домашен производ, може дури и да се стекне со дополнителни финансиски приходи кои што ние ќе презентираме и надвор од Република Македонија. Затоа убеден сум дека ќе се најде решение за сето тоа како домашниот производ да го презентираме. Секогаш е борбата за нешто традиционално, нешто вредно, кое што не се произведува во големи количини, во ограничени количини. И убеден сум дека се она што, отпочнувајќи од ракотворби и сите овие работи, затоа во Домот на култура ние презентираме и домашна традиција. Разбојот е една од комплексните направи кои што можеме исто така да придонесеме за зачувување на традицијата. Да им оставиме простор да и на другите гледачи да постават прашање. Само кратко, Трајковски, правите раки, печете раки вие? Не, јас не сум по тој спорт, не сум по алкохол. Уметниците, а ајвар, може би? Па ајвар да, на моето женско друштво им помагам во правење. Почитувана публико, повелете вие со вашите прашања за некои од денешните гости, ако имате. Господине градоначалник, не интересира дали Илинден ќе стане општина како дел од Европската Унија за време на вашиот мандат? Јас верувам во тоа. Верувам дека Република Македонија ги исполнува сите предуслови за да продолжи
кон целта, кон определбата, а тоа е влез во Европската Унија. И ние како локална самоуправа и Република Македонија ги исполнуваат условите. И јас верувам и убеден сум во прашањето дека до крајот на мандатот, тоа е 2017 година, дека ќе влеземе и дека ќе ни бидат отворени вратите и ќе почнеме да твориме, создаваме, бидејќи ние сме и природно дел од Европската Унија. Повелете со следното прашање. Прашање до господин Оровчанец. Зошто само електротехничко средно училиште, потребни ли се машинци и други стручни профили кои работат во фабриките во општината? Не ве слушнав добро. Зошто само електротехничко училиште? Потребни ли се други профили во вашата дејност? Видете, ние имаме добра соработка како фирма, слободно можам да кажам општествено одговорна. Имаме соработка како со Универзитетот за храна во Скопје, така и Универзитетот за земјоделие Гоце Делчев во Штип. Секако имаме соработка и со Средно земјоделско училиште, бидејќи доаѓаат кај нас на пракса и на едно место единствено во Македонија може да видат како е селекцијата, создавање на нови сорти. Секако дека ако има заинтересирани и ако има добри таленти за одредени дејности, а ние имаме само во нашата фирма 10 дејности, и те како ќе си го најдат тие своето место во нашата фирма, така да сум убеден и во многу други фирми веќе ќе почнат убрзано да одат тие пракси или соработка меѓу образованието и на некој начин фирмите или стопанството, да кажеме. Така да не е само тоа што го спомнавте, мислам дека сите равномерно ќе си го најдат своето место, само треба да бидат малце поупорни, поагресивни и да си го најдат своето место и својот интерес во одредени фирми. Оровчанец, без додворување, колку општинските власти излегуваат во престрет на потребите на бизнисмените? Па еве, не сум го кажал тоа на градоначалникот, меѓутоа бев изненаден, ја последното барање, тоа беше барање, пред тоа нормално ги исполнувавме сите услови и елаборати сме направиле и поднесовме барање за еколошка усогласување, некоја согласност или не знам дали одобрење или согласност, мисля че усогласување. Денеска го однесовме во 7 часот, во 12 или 1 часот беше готово и бевме изненадени. Не европски, скандинавски. Сега, во едно користам прилика, прв пат се гледаме со градоначалникот, да му се заблагодарам и така, ако има така со сите, верувам, има сигурно една таква соработка, сигурно ќе доаѓаат фирмите овде да си ги решат своите проблеми. До ден денеска ние не сме имале... Поплаки немате никакви? Ние за 17-18 години што сме овде, ни една поплаки. Имало соработка, меѓутоа некои непријатности од страна на администрација не. Важно е да е комуникацијата на европско ниво. Може да биде подобро и ќе биде подобро, меѓутоа немало некои нерешливи проблеми. Илинден е лидер не само во Македонија, туку и во регионот според бројот на странските директни инвестиции. Општината има нешто над 15.000 жители, а вработува индустриската зона во Бунарџик повеќе од 3.000 луѓе. Од пред некоја година општината школува кадар, електротехничари за постоечките и за потенцијалните инвеститори. Слика од деловниот амбиент и од образованието пренесува колешката Сунчица Николовска. Поволните услови што им се нудат на инвеститорите, ниските цени на градежното земјиште и малите давачки придонесуваат бизнис семејството во општината Илинден секојдневно да се зголемува. Со индустриската зона Бунарџик и 9 локални економски зони, општината стана лидер по инвестиции во регионот. Само во Бунарџик досега инвестирале десетина странски компании кои вработуваат неколку илјади луѓе. Джонсон Controls, Джонсон Мети, Kemet Electronics, Техно Хозе, Ванхол, Продис. Индустриската зона се полни со фабрики. Најави за вложување има и од нови странски инвеститори. Домашните бизнис компании деловни објекти градат во економските зони во Илинден. Производствениот погон на ПКБ-ско изграден на површина од 4 хектари е најголемата домашна инвестиција во оваа општина вредна 14 милиони евра. Покушавме во неколку општини. Прво покушавме во општина Карпуш, да речам, во Визбегово. Немавме
можности за струја и за вода. После покушавме во општина Петровец, имотноправни односи не беа решени и накрај покушавме овдека и одма најдовме решение и по двете основи. Холандската ВПТЕКС е една од многуте странски компании кои се одлучија својот ланец на фабрики да го прошират во Илинден. Пред една година почнале со 40 вработени. Денес за ова интернационална компанија заштитна работна облека шијат 120 луѓе. Еден од одлучувачките фактори беше и работната сила, бидејќи општина Илинден има 12 населени места со 17.000 население, бројот на населените е 17.000, што е голем потенцијал за избор на нашиот кадар, односно на квалитетна работна сила во текстилната индустрија. Многу значаен фактор е и близината на автопатот и аеродромот, заради побрз дотур на стоки, исто така и испорака на стоките. Инвестициите во Илинден го раздвижија пазарот на трудот. Жителите од околните населени места многу често се вработуваат блиску до својот дом. Во општината има околу 1300 невработени, од кои 600 активно бараат работа. Со помош на фирмите кои што се наоѓаат во зоната, која што е во самата општина сместена, со помош на мерките кои што ги нуди агенцијата, кои што се дел од оперативниот план и сите други услуги и активности кои што ние исто така ги одвиваме, се повеќе се намалува бројот на невработени лица во оваа општина и воопшто во градот Скопје. За да се создадат кадри кои по завршување на образованието ќе бидат подготвени веднаш да влезат во процесот на производство. Пред една година во Илинден беше отворено и првото средно електротехничко училиште. По завршување на училиштето на 4 години од средно образование, повеќето од учениците или сите оние што ќе изразат интерес може да продолжат да работат во компаниите со кои што нашата општина има подпишано меморандуми за соработка. На повеќе локации во економските зони во Илинден интензивно се работи на изградба на нови стопански објекти. Дел од нив се во завршна фаза, а дел почнуваат да се градат. Развиената сообраќајна инфраструктура, близината на автопатот, железничката пруга и аеродромот Александар Велики ги прават 9 локални економски зони во општина Илинден, едни од најатрактивните локации за инвестиции во Скопскиот регион. Идеална местоположба, слушнавме директно од бизнисмените, од најзасегнатите, дека општинските власти се многу брзи кога станува збор за издавање на потребните документи. Рековте дека може и подобро. Што ви недостига за подобрување на деловната клима? Па видете, амбиентот овде е онај што е оптимален во овој момент. Нас како бизнес заедница секако би ни, и тоа треба ние да си го направиме едно место преку овој, веројатно ќе си направиме ние, можда и веќе постои клуб на бизнисмени и така натаму, каде одредени работи ќе си ги менуваме меѓу нас. Секако дека постепено ќе си ова што се случува ќе си фати одреден ќе си корен, односно една социјална друга, друштвена една друга структура која сама по себе ќе си донесе еден друг развој, еден посериозен развој, а секако тоа ќе се одрази за многу кратко време. Пред 15 години овде имаше неколку асфалтирани улици. Гледате што се случи. Не може ние да зборуваме за Илинден што нас не мачи, а да не земеме целокупната состојба што се случува. Сите овие ограничувања на европски план, иако реков за мене дека не постојат граници, и како се одразуваат на севкупниот развој на сите нас во Македонија. Значи, нас ни пречат одредени административни бариери што се наметнати од страна и одредени усагласувања, ние како популација мораме да се усогласиме со европската законска регулатива. Не треба да заборавиме дека Македонија има 2 милиона жители и пазар 2 милиона, а тие регулативи важат за 200-250 милиони. Тоа нас во овој момент многу ни пречи. Предлози имаме нонстоп преку разни асоциации, ние да сите тие закони важат и од моментот кога Македонија ќе влезе во Европската Унија. Се до тога се голем ограничувачки фактор, значи административни пречки за развојот на одредени. Меѓутоа, тоа не зависи од општината. Стојановски, која европска општина е пример за развој на Илинден?
Пример за развојот и модел кој што сме го примениле е Шенон. Шенон општината во Ирска. Таа општина лично ја имаме посетено и применето практичните сите оние позитивни практични примери кои што таму ги примениле, ги направивме и кај нас и тоа уште во 2007 година, 2008 година. Значи, тоа е модел кој што ние го применивме, го користиме и ден денес и се покажа како ефективен. Економските зони, зоните кои што ги креиравме 9 во општина Илинден, со добро создадена предуслови и добрите партнерски односи помеѓу бизнис секторот, централната власт и граѓаните, секако и локалната самоуправа, ја создава таа позитивна клима, која што бара пред се меѓусебно почитување, надминување на законски пречки, бариери, административни пречки, бариери со кои што посебно инвеститорот не сака да се соочува. Тоа ни беше нас целта и со дополнително многу обуки на администрацијата, прифаќање и целосно водење на инвеститорот од почетокот до крајот, негување на тој меѓусебен добар однос, почитување на мислењата. Затоа што најдобар промотор на општината, на една локална самоуправа е токму бизнис секторот. Затоа што бизнисменот и компаниите меѓу себе одлично комуницираат, контактираат и ги знаат сите мани, сите предности на одредена општина. Ние гледавме да ги искористиме нашите предности, да ги понудиме можностите и да создадеме една добра клима. Значи, европска општина, која што ни помогна да прераснеме, можеби, и да ги следиме чекорите. Трајковски, колку е европски менталитетот на илинденци? Например, кога станува збор за уметноста и културата, колку се нивните навики европски? Или да го поставам вака директно прашањето, ликовна колонија во Илинден, ке има ли доволно публика? Како што кажавме, Илинден чекори со големи чекори напред. Секако дека ќе има публика и ќе биде магнет за уметниците да представуваат во Илинден, да работат и да творат. Во тоа сум сигурен многу, бидејќи сум учесник на многу овои колонии, не само во Македонија и надвор од Македонија, која ќе им кажеме на колегите што соработуваме со нив надвор од Македонија, со толку голема радост доаѓаат кај нас и нетрпеливо чекаат да почнат сезоните на колонии. Токму вчера се вратив од една таква колонија во Лесново, кај што има од 10 држави. Сите тие со кои сме се запознале, сме соработувале, со еден збор веднаш би дошле тука кај нас. Само да се има добра волја, да се организира тоа, да се направи и веднаш може да стартува. Да им дадеме право на публиката да постават уште едно прашање, па после би оделе со завршните зборови, бидејќи времето за емисијата е кусо, а тема за разговор имаме многу. Повелете. Господине градоначалник, пред малку ги споменавте европските фондови. Во тој контекст би сакал да ја прашам, дали со помош на европските фондови може да се обезбедат дополнителни финансиски средства со цел урбанизација на руралните средини во општина Илинден? Да, може. Ние натаму и одиме во тој правец, да ги искористиме максимално сите програми од Европската Унија што се нудат преку домашните институции и секако финансиските институции кои што се кај нас. И затоа самиот предпристап во европските фондови многу значи за локалните самоуправи. Потребно е уште да се отворат можностите, за да може да имаме поголем пристап до поголеми финансиски средства, за да може добрата урбанизација во општина Илинден и да се претвори во реален проект. Значи, плановите кои што ги имаме и она што ги имаме зацртано во стратешкиот план за локален економски развој, од сегментот урбанизирање, планирање на просторот до негова целосна реализација и затворање на проектите кои што барат посериозни финансиски средства, а тоа европските фондови го нудат. Почитувани гости во публиката, ви благодарам што со вашите прашања направивте, ми помогнавте да ја направиме емисијата поинтересна. Почитувани гости, во завршните зборови ве замолувам кусо
во неколку збора вашата визија за општината по 10 години. Илинден 2024. Еве да почнеме по обратен редослед, почнавме со академскиот сликар, сега со градоначалникот. Секако, дека јас ја гледам општината за 10 години како урбана, атрактивна општина, конкурентна во регионот, со овозможени услови и квалитетни услови за живење и за работење. Општина во која што образованието, знаењето ќе влечат напред, овозможени предуслови за вработување со нови инвестиции и одржлив економски развој на самата општина, затоа што нудење на слободни работни места, креирање на нови слободни работни места преку овозможување на инвестиции е исто така иднината на нашата општина, пред се за младите, затоа што во овој период најголем процент на невработеност се младите и целта ни е да создадеме услови токму за младите преку предходно создаден можности во образовниот систем, пред договори со големи компании кои што преку практичната настава во 4-годишното образование веќе учениците ќе бидат целоснооспособени да влезат во производството и со тоа да се драстично да падне и невработеноста и веднаш со самото невработеноста, која само да ве дополнам, ќе дозволите, која и денес е далеку под просекот на ниво на државата, значи колку што се информира во Илинден процентот на невработеност е под 20%. Така е, тоа е вистина, меѓутоа одржливиот развој и создавање на можности континуирано за вработување ја дава пред се сигурноста на граѓаните и на младите. Оровчанец, Илинден 2024. Па како продолжување на овие зборови што ги кажува градоначалникот и имајќи предвид случувањата што се случуваат во светски рамки, земајќи КББТ 1, 2, 3 и така натаму, интенциите да секој, тоа и обраќање кон помладите, да секој си води повеќе сметка за себе, да си се образува, да се подкова што подобро технолошки, а ако интенцијата да се работи што повеќе дома, и ако за 20 години се предвидува да 70% од популацијата работно место им е домашната средина, тога им посакувам ова што е почнат еден процес во Илинден. Вие кои ќе се враќате од тука ќе видите лево и десно има многу цвеќиња. Значи да продолжат тој тренд на убав живот, а цвеќињата само се одлик на една култура кога луѓето веќе не се само сити, одат веќе во уживање. Така да ви посакувам технолошки да одат напред, да работат, што повеќе да заработат, а и да уживаат во благодетите на животот. Темата за канализација и пречистителни станици да биде во минатото оставена, да разговараме за цвеќињата и за видот на растенија што ќе се стават. Повелете, Трајковски. Во контекст на Оровчанец, за убавите нешта што се случуваат во Илинден, првиот чекор веќе е направен, тоа е изградбата на новиот дом на културата. Илинден во минатото имаше исто така еден дом на културата кој што беше многу жив. Се организира изложби, културни манифестации. Например, имаше едно фолклорно друштво кое беше познато во Југославија, во бивша Југославија на широко, но и во Европа. Доаѓа гости од сите страни. Со изградбата на новиот дом, сето тоа ќе биде надополнето и надградено. Значи, сето тоа ќе продолжи со нови чекери натак. Ви благодарам. Почитувани гледачи, Илинден веќе денес е индустриската локомотива што ја влече Македонија напред. Луѓето од оваа општина поставија цел, ги искористија предностите што ги поседува општината и успеа да направат нешто посебно, нешто различно од голем број други општини во Македонија. Во изминатите 40 минути се надевам дека и вие се уверивте дека општината со типично македонско име која асоцира на минатото има посе друго, има европска перспектива и силно и непоколебливо чекори кон иднината. Овде е крајот на оваа емисија, се гледаме по паузата за летните одмори на 7 август во 10-тата станица од ЕУ караванот низ Македонија од Кочани. Ви благодарам на вниманието и пријатно.